во Лондон, Хамер Мюзеум во Лос Анџелес и тоа веќе не ја зголеми нивната важност и прашањето е дали влегува можеби во машинеријата или не. Две-три слики што ќе ви покажам од нас во интервју Bernadette Corporation. Еве да погледнете, значи реков имаме масовна организација, имаме насилство, имаме идеологија, постои ли нешто од овие сегменти, овие субкултурни движења? Ако не постои, дали треба да постои? Еве, повторно велам да ги размислуваме овие работи. На прашањето зошто искористија модата како свој модус за изразување, Bernadette Corporation велат, па знаете што, модата, да речеме во 1990-тите беше исто што е сега интернетот, бидејќи комуникацијата низ модата се спроведуваше на ист начин како денеска интернет. Пораките беа пренесувани многу брзо, да речеме, од улица, во канцеларија, па дома, буквално низ модата ти даваш некаква порака. Меѓутоа, вели, символите се многу по-проблематични и многу често полето за погрешна интерпретација е многу поголемо во, да речеме, модата, отколку што е во тоа во интернетот. Иако може да имате мисинтерпретација и во некој имејл или на Skype, нели сте напишале смајли и некој ве сватил дека се зезат или не сте ставиле доволно лајкови и така натаму. И затоа тие велат, значи, ја користат еве додека зборувам, дека ви покажам една слика од нивна изложба. Треба само мислам да се уклучи. Имаат на една изложба, тоа е во Мајер Кейнер галеријата, каде што имаат модел, значи манекенка која што е потполно гола и која што е облечена која што носи накид. Ќе се уклучува за, мислам, минута-две, ја само да го отворам ово. Добро, ова е, значи, кавер на нивниот Made in USA списание за уметност што ви го спомнав. Ова е сликата за која моментално говорам. Значи, ова е во Мајер Кейнер галеријата, каде што овој фотомоделка, како да наречеме, всушност носи, ако можете да приметите, накид од многу ексклузивна продавница од Њу Йорк, односно уште повеќе од Upper East Side. На прашањето зошто, можете да видите сега, да не влегувам во интерпретација на нивната уметност, ќе биде можеби премногу дрско од мене, бидејќи не сум критична на уметноста. Меѓутоа секогаш користат вакви бледи лица, без никаква физиономија и без никаков израз, и дури велат дека овој конкретен, значи, имидж тука им укажува на, да речеме, или сакат да шпекулираат со ова за современата сиромаштија. Можете тоа да го гледате на начин на современа сиромаштија на идентитетот, на современата сиромаштија на богатите, кои можеби го имаат само површинскиот накид, но внатре не имаат ништо. Како сакате можете да го интерпретирате, но јас ви кажам конкретно, значи, кои се механизмите на Бернадет, што тие користеа. Понатаму исто така имаат уште еден имидж, ова е фотомодел или модел манекенка, а по рамките на што тие конкретно зборат дека во нивните овие проекти, што ги прават во оваа галерија, сакале да покажат всушност да не се претаваат повеќе дека модата е некаков момент на израз на само една личност, односно дека да речеме она personal expression, како што велат тие, не е израз само на дизајнерот. Имано цели екипи работат за тоа, во сите такви настани. И токму заради тоа Бернадет го прави овој настан на следниот начин. Имено повикале, тие буквално реагирале како агенција. Повикале фотографи и повикале друга агенција која што ќе го организира овој настан за да покажат како креативноста се редистрибуира. Таа дури не е концентрирана само во еден и премногу е елитистички да зборуваме дека да речеме дизајнерот конкретно еден кој што себе се пишува на некаква модна линија е креаторот на сето тоа. Дисперзирана е креативноста, фотомоделите овде се прикажани дури на овие кеси за пакување спремни да се спакуваат и да се транспортираат на некое друго место, дури и пристапот кон фотомоделите. Значи тоа е играта на Бернадет корпорацијата во овие нивни анти, да кажеме, нормативни или субкултурни гласови. Понатаму, мислам дека немам повеќе... ова е каверот на нивната книга Рина Спаулингс. Во Рина Спаулингс, себе да не должам многу за нив, тоа е велом напишано од 150 автори. Стана хит, во неколку наврати Рина Спаулингс е, да речеме, една просечна личност која што живее во Њу Йорк, девојка. Се метаморфозира цело време низ новелата, на начини на кои што, да речеме, цело време незиното тело е простор за
влијание, незиното тело е пенетрабилно, незиното тело е место за формирање и информирање, би кажала, на незината субјективност, место каде што се случуваат нештата. Дури во неколку наврати таа оди на некои донаторски средби за борба против ракот и зборува со Славој Жижек, конкретно во оваа новела, а потоа со тек на времето решава дека ќе биде всушност одземено од анархистичките движења и се преименува себе си во Маркс Енгелс. Така да имате онака иронија во Рина Спаулингс. Со нејзи истовремено се трансформира и градот. Њу Йорк преминува, него годира торнадо, се случуваат криминални дејности во Њу Йорк, таа решава дека ќе брани неколку од гангстерите кои што се нејзини пријатели, но на крај ќе детонира некоја бомба, но не го прави тоа. Што е навистина идејата низ ваквите повеќеслоени, да речеме, делови на Рина Спаулингс, дури и самиот агент на книгата, Мари Спаулингс, вели сакаме да го испразниме просторот зад логото на нашата компанија, која функционира како еден вид на маска за која може да се случи се или ништо. Во конкретниот случај, значи, Рина Спаулингс вие конкретно цело време една метаморфоза за која Бернадет корпорацијата верува дека се губи во империалистичката култура и се продава себе си во името на некаков капитал или капитализам. Исто така тие се поврзани и со движењата Г8, односно со движењата со отпорот против Г8, и ги прават, се извинам што направив овде, не знам, настапуваат неколку пати на неколку од тие самити на G8 или G8 и ги поддржуваат Black Bloc. Не знам колку сте и со нив запознаени, ова е еден вид на да кажеме организација или групација на луѓе кои дури влегуваат во демонстрациите за да направат едно исмејување на самите демонстрации. Апсолутно сакаат да бидат анонимни, секогаш се облекуваат во црно, и Бернадет корпорацијата дури вели дека, да речеме, сакаме да покажеме дека идентитетот престана веќе да биде политички. Тоа можете да го третирате како проблем, зошто веќе нашите идентитети не се политички, зошто не се ангажираме, или можете да го третирате како авенија за реакција, сакам да бидам анонимен, пуси реагува. Но можева да го разговараме, само и нафрлам некои интересни теми. Фред Вилсон е вториот што сакам да го продискутирам и да побрзам за да разговараме, ова е уште еден имидж на Black Bloc. Фред Вилсон е еден многу интересен уметник, кој што направи хит со неговата инсталација 1992 во музеј во Балтимор. Вилсон имате на крајно интересна идеја да покаже всушност дека и да ги деконструира, така да кажам, начините на кои што уметноста се прикажува. И вели дека многу често музеите свесно или несвесно афирмираат, реитерираат или заекнуваат одредени расистички конотации. Па конкретно неговата инсталација се вика Mining the Museum, што е многу интересно. Mining е и откопување на музеот, а и mining, присвојувајќи го, правејќи го мој. И тој себе си се идентификува како африканец, индијанец, европеец и амероиндијанец. И е одмешано потекло. И многу интересно, значи, оди во Балтимор, во историскиот музеј, собира артефакти и ги спојува со некои работи кои претходно или биле скриени во самиот музеј, или не им било дадено такво значење како што тој смета дека би требало да им се даде. А така конкретно, еве неколку примери, ова е еден пример. Ова се вика предмети од метал, 1723-1880, и ова стоело во историскиот музеј во Балтимор и прикажани се низа сребрени предмети од Балтимор, меѓутоа што прави Фред Вилсон додава неколку зарегани пранги, како што можете да видите, во кои биле чувани робовите. Со ова многу интересно игра, велам, со една цела, па да кажеме, авенија на информации, дали има расизам во музеот, дали не е прикажано робството и зошто е скриено од публиката, бидејќи контекстот е многу битен, она што го гледате вас ве информира како публика. Исто така го прави и ова, става ова, извинете терминот, худи на Ку Клукс Кланот, на метката на Ку Клукс Кланот, ја става исто така во една бебешка количка од тоа време, кај наметката вели Maker Unknown, значи не се знае производител, што исто иронично. Знаеме Ку Клукс Кланот колку беше така една елитистичка
форма за преглас на белиот англосаксонски вид, алудирајќи да речеме на тоа дека